Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер, ми во него паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Гледате 1 на 1. Денешни гости Гордана Нацева, Индира Кастратовиќ и златните славејчиња. Овозможено од Good Nature, Ацерола со Аронија. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, здраво, јас сум Жарко Димитриевски, а ова се Пепермин денеска имаме многу добри гости, златните славејчиња Индира Кастратовиќ, Гордана Нацева, него гасете каналот. Јас си одам од овде, ќе се правиме дека ја завршуваме емисијата, ама не ја завршуваме. Ние во еден ден што ги откривме благодетите на најновата технологија на монтажата и сега го користиме сето тоа. Дај друго некое? Добро, можеш некако сега да играат нешто да прават. О, јајде да се појавам. Грчи, а не гром. Што е тоа? Па ја чај да свири. Свири. А, да. Не. Не, бе, не свирам, човек. Ете така. Зошо не свириш? Затоа што не си ни дал фискални сметки. Па ќе ви даеме, бе. Не, бе, не ќе. После Да ми ќе даеш сега не свирам. Една фискална. Не, бе, не, и да им знаеш што Една сакам на фискална. сите посебно фискални сметки. Една фискална ви И даваме дома секојаш. сакам да и на родителите, негови и наши. Па јаче, со такси дојдовте сега? Не. Со што не ти дојдов? кажам. Со што дојдов? Со конј додам. Со оние, со црнците не донесува, со запрежна кола. Бе. Добро, нека влезе поштарот тогаш. Па сега ако нема Сега свирење. на суво нека пее. Пошта! Ајде, да видам. Да видам. Што имаш ти таму? Што имаш? Нема ништа. Што имаш? Ништо нема бе, ништа. Кажи што? Нема ништа. Фискални има. Оставе Дај бега, бе. фискалните да. Бега, види го. Дај фискалните. Пошта, дај фискалните. Собра бе. Не, Дај не види таков види го. не ти ги враќам. Страчка нема врачка. Добро, чим така си запнал. Нормално, ти се молам. Ајде. Види вака. За тие што не знаете што се случува, ова не е обичен хаос во емисија, туку ние едноставно имаме недоразбирање помеѓу екипата поради тоа што се обидуваме да набавиме што повеќе фискални за самите себе си за да си ги пратиме на наградни игри и да добиеме стан, дуќан, кола и многу други работи. Така да, ако не сте запознаени, од денеска се собираат фискални сметки и се испраќаат на адреса Влада Безброј. Види го ми ги зема фискалните! Срам те било, бајак. Ова никогаш нема да ти го заборам. Значи, сите вие, собирајте си фискални, испратете ги на Влада Безброј и очекувате многу вредни награди. Наградите се неверојатни, јас не можам да опишам. Играта има дури и име. Тоа е мој, остај го. Играта има дури и име. Се вика фискална во рака, награда без мака. Што се случи, бе? Падна квака. Па тоа е кога снимаме во барака. Добар си? Така. Зошто цело време збориш шурима? Онака, пошто така Господ сака. А за не сакаш да ти ја свириме шака-нака? Бум шака-лака. Бум шака-лака. Сега, да знаете, ова ништо не е залудно, туку добивате многу вредни награди. На месечно ниво, не знам, двомесечно, тромесечно, ќе се делат станови, дуќани, коли, жени. Сериозно? Што други награди имаме? Пошто само жени ми фатија око мене. Еве си пишува во Гига Мега. Гига Мега, печатено издание, Гига Мега. Гига Мега печатено издание. Со 10 собрани фискални, добиваш 3 friend requesta. Од оригинални профили, така? Од оригинални профили. Понатаму, со 50 собрани фискални, добиваш сервис за ручавање за 36 особи. А ние сме фамилија 40. Колку? Ке си собереш повеќе фискални? Да. Со 100 собрани фискални добиваш реноме. Реноме? Да. Што е тоа бе? Ајде режи ја покажи му, молим те, што е тоа реноме? Ова новиот модел, а? А што беше тоа претходно? Од вестите од Алфа. Еве го. Ајде. Да, еве, реноме, чиста работа. Новиот модел, ова, Да, понатаму со 200 собрани фискални добиваш панорамска прошетка во джип на господин од МПЦ. Господин. Господин.
Така, јасно. Со 500 собрани фискални, автоматски добиваш трето дете. Подпишано од Владко Ѓорчев. Со перманентен маркер? Не се пише. Со 600, ова ми е моето омилено, со 600 собрани фискални добиваш привремен роднински статус со функционер од Министерство по твој избор. Така да тоа е многу јака награда. Соберам 600. И со 800 собрани фискални ја добиваш главната награда од сите. Сител ти подарува сет од сите 49 сезони Малечката невеста на 1000 DVD дискови или 6200 CD-а по твој избор. А на видеокасети пошто Што? Видеокасети за ВХС. Ки ти ги собере поштар на едно 14.000 касети. Ќе ти направат у Алфа, ќе им кажеме, ќе го донесам направи. јас, пошто планирам да го добијам, нели ова главно, Так. ќе ти направат во Алфа, негде додека да влеземе во ЕУ, таман ќе бидат готови. Супер. Ќе ги До имаш. тогаш ќе трае хурем, што се секирам ја. А што е работа со ВХС-ов? Од кај ти ВХС? Па У си- 21 век сме. Си купив DVD, ми се расипа. Све Добро. тоа кинеска роба, бе. Па така е. Све тоа, све што се купив порано у Југославија, све уште ми работи. Ти то знаеше шо пре. Знаеш каква репрезентација направи Маршалот? Да, златна репрезентација, Маршал Тито. Имаме слика од Маршал Тито? Не, се шалиме. Тито Петковски и Јосип Брос се сосема различни личности, да бидеме Различни на се, чисто. да. Токму така. Едниот е неприкосновен и суверен доживотен лидер на својата партија, сплотувач на луѓе од сите раси, вери, нации, галантен джентлмен, латино заводник, а другиот е Јосип Брос. Дека е латино заводник Пеки. Добро. Праќаме во мода турски архаични зборови, спонзорирано од Цител и Канал 5. Бидејќи 500 години не беа доволни. Пеки, ама джентлмен не е. Зашто не е джентлмен Тито? Зошто не е джентлмен? Режија, дај видео. Ајде. Ќе ни дадеш фискална? Видели што направи? Не мрднали со мал прст. Ова не е прво вистина. Како бе Ова не? прво не е вистина. Ова не е вистинското видео. Како бе не е? Што не може да мамите така луѓе, дај режија молим те вистинското видео. Абе фискална ќе даете? Аман тебе па сега цело време ќе даеме фискално. Богаче, Господи. Еј, Пелја, ќе помогнев на другарката да немав проблеми со кичмата. Немам кичма. 100 му громова помогнете и. Не, абе, ни ова не е вистинското видео. Ја ова поинаку го знам, мислам сега. Манипулација некој ова. Од кај знаеш дека Бе, не е знам, ова, бе? режија нешто. Што, од кај знам дека Да. Па ни ова дека не е вистинското. ти слушаше ли убаво? Да, Внимателно. чув све. Се? Да. Што рече при крај таму? 100 му громова. Тоа како Тито Петковски, не е негова фраза, тоа на Стефчо Акимовски е. 100 му громова, ти се молам, ајде местенки само знаете да правите. Да. Идеме ајде на Facebook, Twitter прашања, нема им места цело време. Мија од Битола прашува: Жаре, како си? Имам фискално од 1500 денари, ја менувам за 3 од 500 денари. Види ги бе, бизниси се прават само за тоа цело време Сега ќе се чека, а? зборело. Мартин од Скопје пишува: Здраво, Жаре, здраво. Добив чаеви минатата епизода, но не ми дадовте фискална. Очигледно не сме сите исти пред очите на законот. Што е со народот? Чува и да брани. Иво од Чаир прашува: Жаре, што е тоа фискална сметка и кај ги даваат? Сиро Од чај? Не знам ништо. Помине мост малце. О, греват се, човече. Да. Тоа е. Од чаирските маки се префрлуваме ние на чаршиските трачеви, да. Сега одиме на тој дел. Поздрав до таму соседното студио, веројатно имаме линки, се случаме. Поздрав, екстра гигабајти, најексклузив, сензационална емисија. Повелете! Шокантно! Скандал во Аталанта Хоукс. Ниеден од фалангата на трибините не служел војска кај Александар Македонски. Дали се само обични луѓе? Ексклузивно интервју со неповторливата поп дива Сабрина Салерно. Мојот најголем хит остана песната што ја напишав за Драган Карамфиловски. Гига мега откритие. По повеќедневно истражување, дојдовме до одговор на вечното прашање. Постои ли Господ? Скандалозно! Ѓоко Хаджиевски вели дека има нафта во Саудиска Арабија. Ако кажам само податок дека се најголем извозник
на нафта во светот. И не заборавајте, од сега Мега Гига во печатено издание. Спонзорирано од Васе Папир, најбогат македонец, мецена и бард на добрата волја. Менаџер на Каролина има сон од 5 години. Брат брата не брани, лекар или фармацевт. Сакам да пијам чај, а посебно кога се спремам за талент шоу. Сакам да пијам чај, а посебно кога е Good Nature. Тие се едни од најпознатите дами на македонскиот ракомет и воопшто на македонскиот спорт. Имам наистина често ги имам во емисија председателот и тренерот на Вардар СЦБТ Индира Кастратовиќ и Гордана Нацева. Само требаше побратен редослед да века. Нема вез. Добре, дојдовте. Како си, што си носите кутивчиња? Прв пат у куќа влегувам. Ми дадовте вие нешто подарок. Да. Чекај. Никој вака не ми направил. Абе се гледа дами, прави дами. Одлично. Која камера? Од овде Вардар, а од овде сите лепотици на нашата гордост. Има и машки малце. По како се застанати, види. Има и машки малце, пази. Еве ги, да ги гледам. Рашо сам со Ненко проаѓа. Ке ми направите и вие една чест сега, еве едно маркерче. Може еден подпис да им ставиме? Може. Ете така, а додека вие, и јас сум домакин. Знаете како рекле старите, кој тебе со шолји, ти нему со чаеви. Така да е. Овие еве ги, да не си ги заборавиме, овде ќе ги ставиме кај Гордана. Благодариме. А вие си добивате исто така едно вакво прекрасно подароче од Гордана и Индира. Браво. Фала. Некој ќе се части. Гоца, ај од тебе да почнеме, може? Може. Председател дека си. Иерархиски одиме. Колку е... Не мора да кажам. Кажи. Стално Индира се смее на тоа, меѓутоа така беше. Мене и Путин на ист ден инаугурираа. Озбилно. Што само додава на значење. Сам со некој таму да не замешал нешто. Не знам. Како му сега све замешал јаден човек и он не знам више каде меша. Точно. Ако ги слушаме шо збора, сегде. Коца, колку е јак овој Вардар, кажи ми. Колку е можно да се повтори успехот што го имаше Кометал направено и дали некогаш ви е зацртано некаков си бизнис план да стигнете до шампионска титула во Европа? Да, ние кога почнавме со проектот Вардар, собственикот на клубот кажа дека, односно ме праша за колку време би можело сето тоа. Јас реков, па Серге, мислам дека 5 години со овој тим што го имаме е реално време. Меѓутоа рече не, тоа е Гордана многу, ние за 3 години. Сега како одминува време... Да бе, за 2. Јас реков ќе биде многу тешко, меѓутоа како сега доаѓа, еве се редат работиве. Прво имавме цел пласма во Лига на шампиони, потоа пласма во 8, еве веќе сме со двете реализирани цели. Полека се остварува. Така е, и сега со веќе жребката што ја знаеме и известните противници, јас верувам дека имаме реални шанси за првиот историски Final Four воопшто во женска конкуренција во рамките на Лига на шампиони. Така да полека одиме кон тоа. А те фаќа малку страф, онака, пошто прва година, се погоди жребкава, се и си викаш, чекај, може ќе направиме, не мора ни 3 години, може и една ќе биде, дај Боже. Знаете како, ќе кажам искрено, во себе знаев дека ни треба време, меѓутоа во себе потоено си мислам и си мислев дека па да бидеме првиот клуб што ќе ги прекрши тие правила дека потребно е време за воигрување на тимот, не ќе биде лошо. А инаку што велите за стравот, мене цело време ми е страв, мислам, не е ме фаќа, него ме од почеток ми е страв. Те вози цело време. Да, меѓутоа пак ќе кажам, искуството што го имаме од претходните години наши во бавењето со спортот ме прави посигурна во ова што го работиме. Заедно со Дира така да мислам дека можеме да навиваме. Сега да, благодариме, да. Навиваме цело време. Благодариме за поддршката. Ми спомна убаво Гордана во игрување дека чудно е така од одма да се воира. Од колку држави играат во тимов девојки? Да не ги од едно 7-8 држави сигурно. Како се снаоѓаш вака на тајмаути, на тренинзи, на што е, кој координира? Има преведувач ли некој? На англиски ли зборите сите?
Не, јас се изборам на македонски, а има девојка кои само две не разбират добро. Сираба Дембеле Добро. и другите и Дуду Амандин Лено. Аха. И они пробават друга девојка ќе застане блиску до незе, така да одма ќе преведе, така да значи, добро, немаме проблем. И у спортот нема многу работи кои не се разбират. Се знае од прилика што се работи. Да. Влези, тепај. Влези, тепај. Сега. Многу кратко, сакам да го завршам, да го фрлам тоа на брзинка со Кометал. Тоа ви е вас зборено, презборено, ама чисто дека прв сте ми во емисија, сакам да ве прашам, ја бидејќи не сме правиле муавет. На времето, кога почна ова, Трифун кога го зеде клубот, што си мислите вие, девојки, знаевте воопште кој е Трифун или тогаш прв пат слушнавте за Трифун? Јас не бев тука, јас дојдев тука 94-та година во јуни од Воштовац Белград и нормално видов дека размислуваат позитивно и дека тоа ќе биде некој клуб кој нема да биде за една година, него ќе има. А ти тогаш што си мислеше, да дојам да поиграм кога што играм па да си се вратам? Или? Па добро, не размислуваме ние така играчи. Мислам, одиш тамо каде ти е добро. Така да мене ми беше добро тука и останав многу години. Да, Жаре. Да не кажам. Да, како за споредба само да кажам, тогашниот председател на Кометал, кога исто јас доаѓав 2-3 години пред Индира, он рече ние имаме амбиции од Ѓорче Петров да направиме шампион на Европа. Јас си велам што ме на човекот, мислам ова се нереални амбиции. Да. Сега на оваа позиција која сум јас си велам мора да некој да ја постави целта и да се стремиме сите кон тоа. Јас сега велам дека ние имаме поставено цел и се стремиме кон тоа. Дали е реална или нереална, секојаш во животот треба да поставиш малку повисока цел и се стремиш кон тоа, има шанси да ја оствариш. И ние се трудиме до 500 гледачи да стигнеме, да ти кажам, и ќе биде. Се надеваме, продуцентот има 8 годишен план. Спокојно. Спокојно, полека. Кај да е тука е. Тачно. Си игра во Борис Трајковски. Порано сте играле во Кале. Многу помало, по-збиено, по-така. И се 3000 доаѓаат во Борис Трајковски, 3000 да ги ставиш во Калек, пекол ќе биде како што и било, како што нели познат бил Кометал, по тоа гарант имате многу приказки од колешки и ракометарки што доаѓале па викале како живеете тука. Како гледаш на тоа, на пример? Ти делува ли попразна салата, сакаш ли повеќе да има, очекуваш ли повеќе? Ќе има повеќе. Значи знаеш дека ќе има повеќе. Па сигурно. Значи и Кометал кога почна да се надоврзам на тој Кометал, кога почна сигурно немаше полна сала. Да. Значи треба да се направат некои успеси што ние почнавме сега да ги полека правиме, значи влеговме во 8. Јас знам и убедена сум дека сега кога ќе играме на 2 февруари, играме прва утакмица со Туринген, дека ќе биде полна сала. Ја верувам по луѓе у Македонија, јас знаем дека они го сакаат спортот и знаат да проценат кога е добро. Си се уверила многу пати во ова, така? Апсолутно. Одлично. Кажи ми која е групава сега, значи. Овие што ги спомнат како Туринген. Туринген. Ќе ги Туринген, тепа. Германија, Савехов, Шведска и Мидланд. Митланд. Како се вика ние го тоа? крстевме Митланд. Митланд го викаме? Митла ќе го викаме. Митла. Кога падна жребкава, ви дојде да се играте онака малку од среќа така? Имавте некој таков момент? Сепак ги избегнавме. Сите викат имавме среќа. Значи јас мислам дека ние у Ларвик завршивме работа кога победивме. Кога одевме таму сите викат влегуваме во 8 не е битно, али испадна дека е многу битно кога тепавме Ларвик, ни се коцките се сложија и дојде оваа група. Ние да бевме втори, ќе бевме у таа друга група. На ливчето друго ќе Значи пишува. сите викат имавте среќа. Не, ние заслуживме таа среќа со победа во Ларвик. Браво. Ова многу паметно. Многу паметно. Многу паметно. Ода. Немам што да добавам. Да. Колку е тоа председателката ќе ја прашам. Сега ќе се уфрламе. Колку е поубаво за ракометарките што има жена тренер и жена председател? Е, Добро добро дали е прашање. поубаво, не знам. Ова е многу добро прашање. Може и не е Прашајте ракометарки бе. Јас вајда бидејќи после често разбираат сум со Индира на патувањата, значи со екипата имам можност од друг аспект да ја гледам како ја води екипата и во делот кај што вие не го гледате тоа на терен, затоа што мислам дека многу е важна подготовката пред терен. Сега ќе ме фали многу, ќе си одам.
и во собликувална, и во Мора се во продолжува, хотелот. не те регистрира. Да, затоа што реално она има потенцијал за ова што го работи, дури и јас мислам дека и повеќе од тоа што самам. Дај пластично објасни ми што значи пример ако е машко, ако е женско тренер. Каде е разликата? Еве пластично најдобро, бидејќи ја чувствувам вака емисијата за многу по релаксирана, ќе кажам. Пред надпреварот со Ларвик доаѓаат 2-3 девојчиња, јас и она пиеме кафе во фоје. Так. И викаат, абе, шопинг центар имало во одма веднаш до хотелот, да појдеме. Јас ја гледам неизе. А и тебе ти си иде. Па не, мислам, нема веќе проблем. бевме. Шопинг центар имало и беа, кеси милиони, не знаеме ние. И сега јас знам дека секоја жена ќе се чувствува добро да си купи нешто. Па добро, да. Да, и машки тренер би рекол не може, како не ви е срам да прашате искрено нешто. не би ги пуштил јас. Да, мислите Имате на тоа, утакмица, мислите вие на ќе ова. идете штикли ќе купувате. А Индира рече, девојчиња, ве пуштам, кога ќе се вратите? Кажи За 2 ти сата, кога. за саат и пол. И он рекол, добро, фала, пријатно. Си дојдоа вистина во тој момент, кога беше кажано. Задоволни, си купија задоволни. нешто. Ова е една ситница, меѓутоа Може многу секојдневно такви. се случува што? Така е. Значи Индира прави максимум тие девојки се чувствуваат пријатно, да се чувствуваат добре дојдени во клубот и да не чувствуваат притисок од било каква не знам строгост или не знам наметнување на некаква сојета. Меѓутоа кога треба да е строга, е строга. Тоа Тоа самите се ја знаат. сакав да прашам. Вака кога од страна кога те гледаме, прво знаеме како играч си беше докажана шампион, одлично. После викат ова ништо не е. Како тренер, Се- шо бе, не е. Сега кога тренер, знаеш, имаш таков убав позитивен ведар дух, многу А нешто ново мила да личност си. Ама зашто нешто ново да не внесеме? Зашто мора тренер цел живот да биде некој лош, строг? Јас имам размислување тако, значи долги низ години играв ракомет. Да, и за многу тренери, Тренерот што? во моментот на надпревар може една или две ситуации да ги реши на надпревар. Сите тие работи треба да се решат пред надпревар, недела дена кога имаш тренинзи, подготвиш. кога имаш све да ги подготвиш ракометарки за секоја можна ситуација. Значи на надпревар една или две ситуации можат да искочат онакви непланирани што ние можда не рачунавме на нив. Кога девојка е во ПМС, поише и треба да игра или помалце? Не, Сериозно? праќа СМС. Сега кога кажа ПМС, читав на Фейсбук, ало, не, разберете, не, Мензис и ПМС не е исто, има разлика. Па така Една пејачка од Србија цело време. така. Нема која беше рекламата кога сум во ПМС, праќаме СМС. Значи зависно од ракометарката. Да. Ај, овие некои сега по-машки работи мене ме занимаат. Како се делат во женски ракомет? Оние тебе права, има ли награди парични за ако земеш титула, ако се пласираш негде? Како оди тоа? Клубов добива ли нешто? Има ли ќар од сето тоа? Пример. Во ракометот малку е ќарот, посебно во женскиот Врти ракомет. сучито, парите дојдат. Да, малку добива тимот кој, да речеме, еве ќе биде нешто или ќе биде шампион. Значи, знам дека со освоеното 8 влезот во меѓу 8-те најдобри. Што е успех? Пример. Да, што е успех. Европската ракометна федерација на сметката на клубот, мислам дека некаде околу 20.000 евра треба 20.000 евра. да префрли. Во машкиот ракомет со организацијата на Final Four-от некако се подигна нивото на она што значи професионално организирање на ракометен настан. Значи во машкава лига на шампиони, дали надпреварот го играте во Скопје или го играте во Барселона, го играте во Келн, вие имате идентичен пот, имате идентични реклами, Точно, имате идентични правила на однесување. Во женскиот ракомет интенцијата на новото водство е во Европската ракометна федерација да се подигне нивото на женскиот ракомет и се трудат кон тоа. Еве сега се најавува прв Final Four и затоа јас сакам да влеземе во историја, да бидеме први финалисти, односно први кои ќе бидат во тие 4 Дај да ми екипи. објасним како оди сега. Тие први две од еднава Од секоја група, група, да. и први две од другата одат во Final Four. Да. Таму со исти шанси за ждреп видат или Ждрепка како? е, ждрепка е. Значи можеме да се паднеме и со истава група пак. Не иста група, може, а кој ќе биде противник, кој ќе влезе како први или втор од наша група, можеме пак со него да играме као полуфинал. Така, во Final Four тоа нема што значи, полуделегирани. подобро или полошо отколку она вкрстување прв со втор, прв со втор? Тоа е веќе, тамо е Анализи има мотивација, анализи, чуда тамо веќе
денот како ќе ти биде. Многу Баш, аспекти треба да се покажат. Многу аспекти. Како прошлата година Кил, кој беше Така, фаворит. фаворит секаде, Така е. не помина. А Хамбург влезе со Да, вајлд Хамбург со вајлд карта влезе. Така. Така да е тоа све релативно Сега мотивација. фактички што се работи? Напорно на следниот надпревари да се иструка групата, дај Боже да се влезе во тој Final Four, па од таму веќе калкулацииве паѓаат у вода, што биде. Македонци, што Господа. Така. Не се работи ни на Што ни даде тактики, Господ? не се работи на ништо. Да. Јас ќе кажам, врвниот спорт и врвните надпревари се моментална инспирација и мотивација. Мотивација, Да. најголема е мотивација, Тоа е. најбитна. Така. И како се играчи подготвени. И дали ќе ги пуштиш девојките на шопинг пред нас? Апсолутно. Инаку како председателка построго, ако убаво. Она нека прави тоа што ќе прави, ти од страна така гледај ги. После мене да ме кара. Да. Се слушате со колешките од Кометол, со некој така, сте во контакти Да. од другите, многу бевте. Кажи за Сите така. бевте познати, звезди бевте, баш онака. Да, па ние баш и со Гоца се договоривме секоја коментар како е тука во Скопје, на нашите надпревари им даваме карти да дојдат да Ги бидат. покануваме, да. Да. Супер. Може да направиме еден тест да видиме колку Ајде. добро ги знаете? Ајде. Може. Може? А што не би могло? согласуваме? Може. Ти знам дека ќе се соди председателка, ама некога си викам чекај да Па не. тие рече да мора да биде озбилна. Чекај сега. Ајде да видиме за што зборуваме, не се гасите. Everything will be alright after my connection. Oh, it's always how Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Лјубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Ви одете на нашата Facebook страна и играјте за овие прекрасни шоли од не само од Варда, туку и со потписи на Кастратовиќ и Нацева, Ќе да. дадеме уште? Абе колку ќе ги разгалиме се, немој така видиш. Ова, тука си. Овие тука ливчиња не се случајно ставени, тука има имиња од шампионската генерација на Кометол и сега не смееш бројка, не смееш позиција, не смееш на буква да Да кажем правиш. плавуша? Само смееш име. Не може ни тоа. Ни Не плавуша може, да е, па не сите може, плави беа Не скоро. може. Да. Овие стварно така правевте изгледа, заедно од Па една нафарбање. фарба. Една фарба е. Една фраза за сите, тама најде. Значи, така ќе ги опишеш Ја некако. на Гоца ја објашнивам. Да, видиме дали ќе ги погодува. Ај. Ај. Добро. Најдобар стрелец на светско првенство. Ја мајката. Не знам. Види, Ишка. Па нормално. Ај. Абе, ти Види себе ги, бе, Абе, Види сама ги, си. бе. Ајде, јас ќе те Ајде. видам сега. Ајде да видиме ова. Најдобар шут од Чекор. Олја. Точно. Добро е. Олја Бујанова. Ова. Кој касни секогаш каде god да одиме? Кој касни? Мимичи. Мимо Чупич касни. Зашто касни? Цело време, цел живот Цело касни. време? Оп. Најмалата? Клара. Кај се ја Клара? У Германија. У Германија. Да. Клара. Клара. Слушај сега ова. Ова е Слушај на сега глава. ова објаснување. Ајде, ајде. Читаш име? Да, го видов јас. Радио? Милена. Ајде! Не патија на пинта тука. Браво. Оп. На кого фрлев Цепелин во Лига на шампиони последен гол? Адријана Будимир. А се околу неа. На кого фрлив се не? Кому му подав тоа што се прослави? Кој е најдобар? Кој е најдобар стрелец? Ајде. Ова немој тоа што мислам да кажуваш. Не. Добро. Значи, кога ќе седиме, кога ќе правиме нешто муабет, сакам да речам
Сакам да речам, не, ја да станам да нешто сакам да Нате речам. Тодоровски. Така е, така. А зашто? Па така она сакаше секогаш да така и кажува уводниот дел. Сакам да Сакам да речам и си Да, трга. да. А, добро. Убаво И си му последно, Не знам. Како последно. да ја објаснам? Ја ќе ја објаснам. Ова што ништо не бранеше, ништо не фаќаше. Јасно. Многу јасно. Значи, на први, така, први февруари. Втори. Добро, на втори. На Дан, втори. дан. На втори важниот ден. Сите во спортска сала Борис Трајковски, таму играме дома, да дадеме подршка, играме против тие некој си Туринген. Во 18 час. Во 18 да си запишете, да си запомните Ставите на и телефон да ви звони. цела група да ги подржувате Вардар СЦБД до нивниот пат до дај Боже титула да не Final Four. Final Four ако ништо друго нека биде. Титула бе титула. Титула. Нека се угледа. Ти ќе влезеш во игра ако треба? Имаш таква опција? А сега имам Као време, играш имам тренер? сега 2 месеци да се подготвам, па ќе видам. Идеш на Не терен. офишал сега, кај ќе влегу. По шарен ред од солитери, студот по тебе се дели. Сите велат, ти си ледена. А тебе секогаш те гледам сама, шекерчево видна дама. И баш си сладка, но и студена. И лео секој жив по тебе само се крсти. И баш би сакал да те допре со прсти. Тој поглед се ми значи, ке ти дадам топла душа, твоето срце вечно зрачи, ке се стопи, ке ме суша или дари у вишни неба, дај ми место покрај себе, ти си сонот што ми треба, никој не е како тебе. И ледена, и медена, се правиш своја, но вечерва ке посакаш да бидеш моја. И ледена, и медена, и каква да си, верувај ми, ке нема кој да те спаси. Златните славејчиња следни о 1 на 1, не сега се да останете тука. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам јајца, ноко и млеко. Ова мене ми се допаѓа, гајле ми е што мислите. Па дури и ти, камерману, 4 јалачи. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон. А утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребно. Одете на нашата веб страна и кажете како ви се допана нашата верзија на медена, ледена. Како се вика се? Медена или ледена? Ледена. А ова тука, овие се најубавите гости на свет. Нема да имам поубави гости никакви, мислам дека оваа сезона, не сум ни имал во претходните 5 сезони од еден еден. Тоа се Ангела, климни се, кажи јас, да. Симе, Јована и Мето, што е тоа кошулчето? Што е тоа? Етномотиви некој се? Да. Така? Да. Кој од вас бил таму кај председателот, се да ја објасните ми? Некој бил кај председател? Кој бил? Сите бевте? Да. Што правевте ве кај председател? Зошто ја не одам кај председателот? Ве викнали? Да, па Ајде, ете Симе, кажи си. Па отидовме кај председателот и ние му испративме една порака со песна, која што е наречена секој дете деца да има. Убаво. Значи му испеавте песничка таму пред председателот, супер беше се, така? Ве пречекаа како што треба? Да. А еве нека ми каже Јована како имаше протокол некаков, не смееш вака да се облечеш така, имаше некој по бермуди што сакаше да оди. Не, бевме сите во фустаните што ни се како униформа од Златно славеќе, бидејќи ни беше последен настап и директно отидовме кај председателот. И денеска дека е меѓународен ден на детето. Така. И затоа бевме кај председателот. И што си правевте Ангелче муавет со председателот?
Па кога влезе пековме добар ден, па не прашуваше како сме и ни збореше за правата на децата. А он кога бил дете ви кажуваше како било или? Не бе. Не баш, а? Никој не го праша за тоа. Што мислите, еве, Мето, кажи ти, што мислиш, добро ли е да си председател? Па добро е да си председател. Добро е, а? Да. Зошто бе е добро да си председател? Па председател си на државата. Главен си. Главен. Да. Како дома, пример, еве, ти кај тебе дома си главен бајде. Така? Да. Што ќе кажеш тоа е, ако не одма народно им зацепаш. Македонија. Кога би ставиле вие некој да биде председател? Би го ставиле Боби да е председател? Да. Боби е, како го викате? Директор. Директоре го викате? Кај не го Не, викате? Бато Боби. Бато Боби го викате. Бато Боби од Златно Славече, вие би го ставиле ли за председател на држава? Да. Зошто си ме би го ставил ти, Бато Боби, да биде председател на држава? И па затоа што е добар кон нас. Аха. Што треба примерен председател да има вака? Што мислиш? Па ко прво да има искуство за таа работа. Браво, така е. Да ги знае сите права. Така е, и точно, и тоа. И Друго? Дали треба да да биде има добар. смисла за добра музика, онака? Дали треба да слуша добра музика? Што мислиш? Битно За ли е тоа? председател? За Не е председател. битно. Не е многу битно, а? Да. Добро. Јована, ти некој од пејачи, глумци, наши, било кој, некаква си јавна личност, за кого би гласала за председател, ако се кандидира? Игор Џамбазов. Би го гласала за председател? Ич не му мислиш? Не му мислам. Само прво да стигнеш до 18 години, така? Да. Да, така. И да се кандидира Игор. Да. Да. Дечки, често патувате во странство. И последен пат си бевте во Белград. Да. И таму си се представивте, слушам многу фино, многу убаво. Да. Како патувате, Ангелче, кажи ми, со што одите пример? Во Белград како бевте? Па одиме со автобус и многу ни е интересно, пееме песни во автобус. Браво. Значи, па, цело време вие пеете фактички. И на Да. проби пеете, и на концертите пеете, и во автобус пеете. Цело време пее. Дома пееш ли, Ангелче, ти? Пеем. Што пеете, например, надвор од Златно Славече, кажете ми? Највеќе Justin Bieber и One Direction ги слушам. Justin Bieber и One Direction. Да. Супер. Симе, ти што слушаш? Па ја го слушам и Eminem и Bruno Mars. И Бруно Марс. Да. Која ти е омилена од Бруно Марс? Од Bruno Mars Just the Way You Are. Just the Way, убава песна да ти Да. кажам. Да, и мене ми се свига. Браво. Јованче, ти? Јас све слушам. Да? Да. И рок, и Рок. рап, и... Металика И најмногу. Металика, браво! И која песна од Металика? Ја Master of Puppets многу е сакам. И таа е убава, ама мене ми е најубава Натаниел Смерес. И не ти викаат дома, бе, не слушај тоа многу агресивно, бе, што Слушалки е и тоа? ништо друго. Така? И Да. што ти кажеш, што слушаш? Джастин Бибер, мамо. Така им прави. Тоа што е хит сега на телевизија, тоа ќе Мето, кажам. ти слушаш Сузана Спасовска. Не. Така ли? Не. Признај си. Не, јас сум понародното. Браво, бе, срце. Што, например, кој пејач наш го слушаш, го сакаш? Па, Миле Кузмановски, го сакаш ли? го сакам и тој. Која песна ја знаеш од Миле? Не каниме. Ја пееш вака на слави, избиранки, некои Да, семејни. пеам. Кој од вас ќе ми запее една песна? Ајде, кој ќе биде храбар? Мето. Ајде, Мето. Како бе ти така кажеш, кој ќе биде храбар? Мето. Мето нека пее. Мето, ќе им запееме ли нешто за инат сега, ја и ти? Па, ајде. Што сакаш по твој избор? Само да ја знам. И кој што реков, народно. Ајде, кажувај, дај да ја знам некоја. Која? Море сокол пие. Одиме. 3 и море сокол пие. Не ме оставај сам да Мето срам да ти е. Вода на Вардаро. Тоа Мето, одиме. Море сокол пие. Вода на Вардаро. Браво Мето, одиме сега соло. Јанеле бело грло. Браво Мето. Јанеле кротко јагне. Браво бе Мето, какво гласче убаво имаш ти. Од кога пееш, кажи ми, колку години имаш? Сега имам 11. Сега имаш 11. Да. Од кога пееш вака многу убаво звучиш, алал нека ти е. Па почнав да пеам од 7 години. Од 7 години, Да. а во Златно Славече од кога си? Па ова ми е прва година. Прва година ти Да, е? сега се Супер. започна. Значи, ова се Златните Славечиња и иднината следните Тоше, Каролина,
Може некој сладкар ќе исполни од ќе видиме како ќе ходи работата. Ангела, Симе, Јована и Мето. Така, а сега јас за вас имам тука едни подарочиња. Земете по едно пакетче чајчиња. Давај таму. Оп, еве уште две. Ете така. И како се вика? Се гледаме следниот пат и ќе мафтаме на камерата, а? Да. Ајде оваа што се движи тука нешто што прави. Чао. Поздравете некого брзо да дури има време, брзо. Сите. Сите. Чао, сите. Едмир Чацо. Чао. Еве го оној дел од емисијата каде што играме заедно со вас и погодуваме скриениот лик е никој друг туку Медо! Тоа е стандард шемица, док сме тука. Имитираш публика? Не, имам астматичен напад. Бајаче, ајде да го погодиме, баце. Ајде брзо одма. Идемо дале. Дали имаш генитали потешки од 200 грама? Зборуваме за надворешни, така као видливи. Па, да. Па ја би рекол да. Да. Значи не си од друга планета. Не. Дали можеш да си ги видиш гениталиите вака кога гледаш надоле? Има логика. Да. Има логика пошто немаш стомак. Не. Усвари да бе, не можат сите. Немаш стомак, значи машко си, мустаки дали имаш? Не е карактеристичен во тоа. Нема мустаки, а? Глумец нешто? Не. Не е глумеца, пошто затера се глумци. Што не е глумец не? И над 30. И нема мустаки. Да. Морам хинче малце да ви дам. Ајде. Вакво историска личност. Историска личност е? Не сме погаѓале до сега. Ајде. Ги изнудуваш прашањето од сведокот, брат. Нели, да. Сар да не прашај. Ајде, прашај си. Историска личност, македонска, историска? Да. Добро. Комита, нешто, таква работа? Не. Ајде. Историски личности, ја кога што знам комити војводи се све. Освен, мислам, таков некој е, дали си цар? Во правата смисла на зборот. Да, а него викаат другарите. Да. Не, со жезол не. Ама цар си? Па, предефинирано. Врховен командант? Не. Мислам, да, actually, валјда, да, бил. Видиш, македонски си? Фатио, да, македонски. Презимето ти е македонски? Презимето дали ти е македонски? Ептен македонско ми е. Не македонски? Дали македонски ти е презимето? Ај, прашај го личноста. Александар ми се? Не. Татко да не? Филип! Ајде! Да, звони, Филип! Епа, Филип! Тоа е. Тори! Кој има таму на Facebook си добива наградички, а ние си одиме дома! Се гледаме едната емисија. Чао. Ќе ви избацувам се историски, прашувајте си онака дали е жив или не е чат. Супер! Филипа.
сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер, ми во него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. На 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 на